За сега нема нови карантински случаи на инфективното оделение и корона позитивни пациенти во источниот регион. Моментално нема место за паника. Најодговорно ви го тврдам ова за Штип. Во моментот дури и немаме лица на инфективно оделение кои што се тестираат. Лицата кои што претходно беа тестирани се лица кои што беа од Источна Македонија, Виница, Радовиш, Каменица, така да тие се негативни, знаете. Лицата кои што се во самоизолација, ние сме во контакт со нив, чекаме уште некој временски период за да се направи тестирање по потреба. Актуелно е прашањето за превозот на работниците и условите за работа, но досегашните контроли се охрабрувачки. Видов дека голем дел од нив се држат до препораките. Не знам ситуацијата нели секаде. Меѓутоа гледам дека постои страф и кај нив. Не страф, него се спремаат за евентуално сценарио, меѓутоа да се надеваме дека нема да дојде до тоа, бидејќи моментално одговорно постапуваат во нивните компании. Околу 30 на штипски пензионери веќе се дел од програмата за дотурна храна и лекови. Предедна недела Сдруженијето изготви листа на пензионери и веќе тие се посетени на повеќе пати во своите домови, каде што е доставено неопходни потребни продукти, прехранбени и друг вид на средства, како и набавка на лекарства за нивните потреби. Дел од активностите ги преземе волонтерите од локалната самоуправа, каде доставивме преку писмено известување до сите пензионери на кој мобилен може да се обратат доколку имаат потреба за набавка на некој од овие потребни средства. Дополнително, денес во Штип заседаваше координативното тело за следење на состојбата. Сметам дека беше користен овој состанок заради тоа што и ние добивме информации што е тоа што е превземено од работодавачите, но и преку Центарот за јавно здравје веќе ги информиравме кои се насоките и како најефикасно треба да се справат со оваа ново настаната состојба. Тие не информираат дека неколку од превозниците кои што беа овде дека нивните автобуси и превозни средства се веќе дезинфицирани, но насоките од Центарот за јавно здравје се таа дезинфекција да продолжи во текот на наредниот период секојдневно. Во сите општини од регионот евидентно е намалено движење на луѓето, но и страф. Опасна работа е, пријатели, опасна работа е. Него те пазиме се колку сме способни, колку знаеме, колку умееме, така терам. Ако се почитуваат овие правила што ги кажуваат докторите и надлежните што се, не би требало, за Македонија зборам, не закочени, општо за Македонија зборам, нема да трае долго, по мое, не знам, не сум експерт, меѓутоа нека се зголеме температурата малку, постепено ќе изгине он. Дека внимателност и одговорност е повеќе од потребна, доказ за ширењето на епидемијата. Во државата се регистрирани вкупно 26 инфицирани пациенти со коронавирус. Затоа останете дома, не се собирајте, не се групирајте, излегувајте само ако имате некоја итност, ограничете го движењето, не контактирајте многу со луѓето, не се задржувајте во маркетите, држете дистанца таму каде што има повеќе луѓе, задолжително одржувајте лична хигиена, често миење на рацете 20 до 30 секунди. Од сите нас зависи, од сите поединци, од сите компании, од сите институции, максимално сериозно мора да пристапиме на ова прашање. Повеќе пати кажав дека ова не е шега. Сите маркети и аптеки се добро снабдени, а залихи на храна маркетите имаат во доволни количини, што значи потреба од складирање на продукти нема.